Здраво дечки, јас сум Криптостеф и добродојавте во моето видео во кое ќе збориме за дневна анализа на криптомаркетот, за биткоин, етериум и секако за други криптовалути. Ако имате некој предлог за видео, слободно ставете коментар, лайк, шер, сабскрайб на мојот канал и секако споделете го со вашите најблиски. Па еве што мислиме сега за криптомаркетот. Криптомаркетот е во како што реков во претходното видео, е во ценовен опсег со највисокото ниво 42.000 и најниското ниво 29.000. Значи, се додека е вака, ние немаме никаков тренд. Се што може биткоин да направи тука е да направи поголема височина од претходната или higher low. Значи, во моментот прави higher low, ама исто така на претходниот тренд, на глобалниот тренд прави lower lows. Значи, се уште сум бериш и немам никаква предност тука во маркетот за да кажам каде може да иде. Едноставно, ако сакаме да бидеме булиш во маркетот, сакаме да направиме да затвориме над 35.800 и тоа ќе таргетираме 38.000 и 42.000. До тогаш ние немаме никаква предност во маркетот. Кога се работи за Етериум во моментов е исто така во даунтренд, затвори многу лошо на неделно ниво, или оваа се вика Shooting Star Candlestick и очекувам да го тестира ова ниво кое е 1420 и со тоа може да продолжи и дури многу подоле од претходниот и да направиме некаков bear market, mini bear market во bull market. Од таа перспектива, тука едноставно треба да бидете трпеливи, да чекате и да ви покаже маркетот дека направил едно дно. Ова е како double bottom, но не би рекол дека е double bottom. Се додека цената не е затвори на 2250, ние не можеме да бидеме сигурни дека тука е дното. За Етериум, значи сум бериш, маркетот е бериш. Единствено нешто е да направи, да го тестира пак ова 28.000 ниво и пак да продолжи нагоре и едноставно ние сме во пинг-понг маркет и немаме никаква предност и тука едноставно треба да чекаме за да видиме што ќе биде во иднина. Значи, според мене, може цената да падне до 20.000, каде што е голема ценовна подршка, но тоа што ти го очекуваш, секогаш маркетот не ти го дава, може тука да стоиме со долг период и да не направиме ништо посебно наредните 2 до 3 месеци. И тоа е се што сакав да кажам за маркетот. Ако имате некое прашање, слободно поставете. Лайк, шер, сабскрайб на мојот канал. Поздрав!